На само 5 дена пред крајот на најголемата статистичка операција во Македонија, надлежните најдоа привремено решение за спроведување на пописот. Непопишаните поради било кои причини од денеска ќе имаат можност тоа да го направат сами на пунктовите кои се отвораат во општините каде што има потреба. Првиот човек на ДЗС Апостол Симовски за Алфа вели попишувачите биле на терен, но пунктовите ги отвориле како дополнителна алатка, како што биле и телефонските броеви во заводот. Таму каде што поминал веќе попишувачот, не биле посетени, можеби не биле дома или не знам, биле некаде на друго место во овој период, да го остварат своето право да бидат попишани и обврска се разбира во седиштата на општините, односно на пунктови во сите општини каде што за тоа има потреба. Че оние општини каде што во списокот се ставени дека каде што не, таму пописот е на самиот крај и ќе се заврши без никаков проблем во наредните неколку дена без потреба да се отварат пунктови посебни. Но јавноста контра Државниот завод за статистика. Граѓаните главно на социјалните мрежи реагираат дека се уште не биле посетени од страна на попишувачите. Сведочат дека добиле писмено известување од денеска да се попишат самите, бидејќи до крајот на предвидениот рок попишувач немало да дојде во нивниот дом. Но тоа го отвара прашањето, дали сите се во можност да посетат пункт за да се внесат во статистиката за населението во Македонија. Од друга страна, се почести се видеата каде се забележува дека граѓани го бойкотираат пописот и не им отвораат врата на попишувачите, иако се посетувани и по неколку пати. Ова ја наметнува дилемата дали пописот и неговите резултати ќе бидат невалидни, бидејќи доволно е да недостасуваат податоците од само 50.000 граѓани за тоа да влијае на конечните резултати. И покрај се, првиот човек на ДЗС е убеден дека пописот ќе заврши успешно до 30 септември. Во исто време, Државната изборна комисија вчера го затвори избирачкиот список за локалните избори, закажани за 17 октомври 2021 година, на кој ќе може да гласаат 1.824.864 граѓани.